Владимирович Путин. По референдумот зимето и во период на калкулации за понатамошното реализирање на договорот од Преспа и македонското зачленување во НАТО и Европската Унија, руските обиди за влијание на Балканот и во Македонија остануваат, со една намера – спречување на ширењето на западните сојузи кон незините граници со примање нови западно ориентирани држави, предупредуваат странски и домашни експерти, политичари и независни аналитички организации. Дел од аналитичарите велат дека Москва ќе се обиде да го оствари тоа преку разгорување на постоечките политички тензии, а некои политичари од регионот предупредуваат дека Кремљ е подготвен и за дестабилизирање на Балканот, а со тоа и на Македонија. Стратешката цел на Русија не е да се наметне власта над Балканот, туку да се искористат и изголемат постоечките тензии. Во руски очи, пристапот на Европската Унија кон Западен Балкан не е ниту сериозен, ниту систематски. И така Москва нуди можности да создаде потпора. Руските сојузници на Балканот активно сеја недоверба во западните демократии, велат аналитичарите од Советот, презентирајќи ги Вашингтон и Брисел како непријатели кои сакаат да им ги уништат идентитетот и националната гордост на земјите, притискајќи ги за интеграција, се вели во извештајот на Советот. Председателот на Српската либерално-демократска партија Чедомир Јовановиќ пак вели дека Москва има посуров план за Балканот. Според него на Кремљ му треба нестабилен Балкан и топовско месо. Зошто на Путин му пречи мирот во Македонија? Што сте направиле толку лошо? Зошто е проблем да и се овозможи на Србија да се трансформира? Зошто Србија не може во НАТО? На тој начин Русија смета дека трајно се стабилизира Балканот, се си доаѓа на свое место, а ние сме топовско месо и така планираат да остане во иднина. Според нив добро би ни дошло една балканска војна, секому помалку. На линијата дека Москва сака да биде камен во запчаникот на македонските евроатлантски интеграции е извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот Хедвиг Морвај, која веќе неколку месеци наназад предупредува за засилени акции од Кремљ. Моје неко видење е да е Русија некада била више као чисто су ометали процес, а сада je to jedan ozbiljniji pristup tome da se možda čak i stopira za iskreno i suštinski približavanje ovog regiona Evropskoj uniji. По референдумот зимето во Македонија, Русија уште еднаш поентираше против Западот, коментираше пред неколку дена британскиот весник Guardian. Чиј ќе биде следниот поен, останува да видиме пред и по настаните кои следуваат, а кои, предупредуваат експертите, се уште една можност за Кремљ ако Македонија не се држи до своите евроатлантски определби за кои сите партии во државата јасно и јавно се определија.